Драги ученици, еве сме кај последната, 7-ма лекција од оваа наша авантура со проценти. Она што денес треба да го научиме е зголемување и намалување во проценти. И секако присутно е ова во нашето секојдневие. Еве погледнете. Како се пресметани намалувањата на дадениве производи во проценти? Што мислите? Дали пресметките се точни? И дали можеме тоа да го провериме? Секако да. Проверете, а дополнително ќе разговараме за време на часот, за точноста на овие овде дадени пресметки, кои што всушност представуваат намалување на дадени цени во проценти. Тоа е и наша задача. Како се зголемува и намалува во проценти? Научивме како се пресметува процентен износ од дадена вредност. И всушност, за да пресметаме зголемување, односно намалување во проценти, имаме уште мало дополнување, односно уште само еден чекор. Почетната вредност да ја зголемиме, односно да ја намалиме за пресметаниот процентен износ. Како ни е објаснувањето? Всушност, постапките за зголемување и намалување се многу слични една на друга и како што веќе реков, се само еден чекор повеќе од она што го имавме во претходната лекција, кога пресметувавме процентен износ. Постапката вели вака: дадениот процент го претвараме во дропка. Дропката ја кратиме секогаш, доколку е можно, за да не делиме на вкупно 100 дела. Одредуваме дел од вредноста кој одговара на добиената дропка. А потоа, дадената вредност ја зголемуваме, односно ја намалуваме за добиениот процентен износ. И еве два решени примери. Кога имаме зголемување во проценти, еве на пример, цена од 400 денари да ја зголемиме за 25%. Размислуваме. 20% се 1/4, односно, дадениот процент го запишуваме како дропка и дропката ја кратиме. Потоа, пресметуваме процентен износ со добиената дропка, односно, пресметуваме 1/4 од 400 денари, а тоа се 100 денари. Четвртина значи да поделиме на 4 еднакви делови и 4 делови по 100 денари се вкупно 400 денари. И сега во третиот чекор на почетната цена го додаваме зголемувањето, пресметаниот процентен износ. 100% е нашата дадена цена на почетокот, односно овие 400 денари. Зголемени за 25%, значи зголемени за уште 100 денари. Па така, зголемувањето е 100 денари, а цена со зголемувањето е вкупно 500 денари, кои што се добиени како збир од почетната цена од 400 денари и плюс зголемувањето за 25%, односно за 100 денари. Слично се решава и задача со намалување во проценти. Примерот овде од нас бара 500 денари да намалиме за 20%. Па во првиот чекор, дадениот процент го запишуваме како дропка и дропката ја кратиме. 20% одговара со дропка 1/5. Па пресметуваме процентен износ, но со помош на добиената дропка. 1/5 од 500 денари е 100 денари. И ако 20%, односно 1/5 е 100 денари, тоа значи 100 денари е намалувањето. Па цената од 500 денари, намалена за 100 денари, сега ќе биде 400 денари.
Да ги погледнеме примерите овде. Но еве уште еднаш, се надевам, ќе биде корисно. Значи, постапките велат. Прво мораме да најдеме колку е зголемувањето, односно намалувањето, кое што одговара на дадениот процент. А за тоа, дадениот процент го претвараме во дропка, дропката ја кратиме секогаш, доколку е можно се разбира, и одредуваме дел од бројот кој одговара на дропката. Тоа е всушност истиот тој дел што одговара и на процентот, односно тоа е процентниот износ. Па, доколку се бара зголемување, дадената вредност ја зголемуваме за добиениот процентен износ и се разбира доколку се бара намалување, чекорите се исти, само што на крајот намалуваме. Да погледнеме во конкретни примери кои што вие ќе треба да ги решите. Еве, првиот пример бара цената од 350 денари да ја намалиме за 20%. И се разбира, за да намалиме 350 денари за 20%, прво мораме да пресметаме колку е тоа, односно колку е 20% од 350 денари. Користиме дропки. 20% одговара со дропката 1/5. Тоа значи ние треба да пресметаме 1/5 од 350 денари. Односно, 350 денари да поделиме на 5 еднакви делови. Петина значи поделено на 5 еднакви делови, а 350 поделено на 5 е 70 денари. Внимателно, за да го разберам сето ова подобро, го представувам и со дијаграм. 20% е 1/5, веќе добро познато. Па 1/5 од 350 денари е 70 денари. На секоја од овие петини, односно на секој 20%, ќе одговараат по 70 денари. Што значи, намалувањето е 70 денари. 350 намалено за 70 денари е 280 денари. Продолжете со пополнување и на останатите полиња во овој пример. Примерот 2 од вас бара да намалите цена од 1500 денари за 40%. Внимателно прво пресметајте колку е тоа 40% од 1500 денари. Примерот 3 пак бара цената од 600 денари да ја зголемиме за 25%. И уште еднаш, да зголемиме, мораме прво да пресметаме колку е тоа. Односно, мораме прво да пресметаме колку е 25% од 600 денари. 25% е 1/4. А 1/4 од 600 денари значи да поделиме на 4 еднакви делови. Па 600 делено на 4 е 150, што значи 25% од 600 денари е 150 денари, односно четвртина. И сега, доколку овие 600 денари ги зголемиме за 150 денари, веќе лесно можеме да пресметаме дека зголемената цена ќе биде 750 денари. Обидете се да го решите и примерот број 4, кој што е многу сличен со овие претходно објаснети. Тој бара цената од 200 денари да ја зголемиме за 40%. Се надевам ќе бидете инспирирани да ги погледнете и задачите кои што ќе ги решаваме на часот и секако да ги користите дополнителните ресурси кои што верувам ќе бидат корисни за вашите знаења да бидат на високо ниво. Ви благодарам
за вниманието и во ова 7 видео од нашата дружба. Се гледаме во училница.